Водостопанство Битолско поле доби нова механизација во финансиска вредност од околу 10 милиони денари. Со оваа нова инвестиција, значително ќе се придонесе во чистењето на реките и каналите, како и превенирање и заштита од поплави, нешто што беше случај во минатата година во Пелагониско. Активностите за дополнително чистење на каналите ќе започнат веќе од понеделник. Каналите за овие 5 години се кај со наша механизација стара, кај со ангажирање на други машини, исчистени се сите канали, некои и по 2 пати. Значи, во вкупна должина, да речеме, би дошло околу, со вторите што се по 2 пати, околу 60-170 километри. Од реките исчистена е долу низводно реката Драгор, исчистена е дел низ могила на река Шемница околу 5 километри. И сега се ангажираме со новата машина да исчистиме останатиот дел на река Шемница до вливо на река Црна и горе над селото Могила до Бели мост, тока што ни е надлежноста. Набавката на механизацијата е обезбедена преку водостопанство со подпишување на договор со Агенцијата за финансиска поддршка, со кој ќе се набави механизација во вредност од 3,5 милиони евра. Исто така, во тек е изработка на оперативен план за редовно чистење на каналите. Ќе направиме оперативен план со кој што ќе се обидеме за 2 до 3 години да ставиме контрола на сите реки и секундарни канали во државата. Се разбира, има поплави кои што никој не може да ги спречи, како што беше минатата, односно оваа пролет во Србија, тоа се огромни врнежи, или како што беше минатата година кај нас, кога во јануар месец температурата вечер беше 16 степени и предизвикување на топење на снегот, и тоа се огромни 100 годишни води, и тука не може да бидат спречени, меѓутоа вакви редовни врнежи кај нас кои што редовно предизвикуваат поплави, ќе бидат превенирани. Координаторот на проектот за чистење на река Црна Лазар Котевски вели дека ваквите набавки на механизација се добредојдени, со тоа што ќе бидат од голема помош во понатамошното чистење. Чистењето на река Црна и на река Јанечка е завршено, има уште мал дел да се дозаврши и чистена е, затворени се 16 пропусти на коритото на река Црна, а и чистена е исто и од крупната вегетација. Ние во изминатиот период малце имавме тестирање од самото време, издржаја овие пропусти кај што и затворавме, а имаме и доста канали за чистење, еве 10-тиот канал веќе е и чистен, а имаме и други канали кои се низ Новачкото поле за наводнување и одводнување, и тие ќе ги чистиме. Активности за чистење на коритата на реките, како и чистење на каналите, се преземаат и во Прилепско поле, конкретно во населеното место Славеј. Тука е канал Сенокошки и канал Блато. Канал Блато во тој дел е исчистен, а Сенокошка е предвидена за чистење во текот на 2016 година. Се надевам дека машините ќе стигнат навреме за да можеме да почнеме со чистењето на тој дел. Новата механизација за почеток ќе биде стационирана во Скопје, Пелагонија и во Тиквешко, како точки од кои најбрзо би можеле да се опслужат повеќе подрачени из државата.